Денес речиси нема младо лице кое не поседува мобилен телефон. Дури учениците во нижите оделенија комуницираат со своите другарчиња, користејќи ги социјалните мрежи. Технологијата и развојот на начините на комуникација се во подем, така што во денешно време премногу доминира влијанието на медиумите. Секојдневно младите лица се среќаваат со огромен број информации, но колку знаат да ги распознаваат нив. Кои информации се точни и се од доверливи извори, а кои информации се лажни или се манипулативни. Доктор Јасмина Миронски на учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев во Тетово им го разјасни терминот медиумска писменост, што представува таа и колку е важна во ова време на масовни медиуми. Го објасни начинот на достапност до информациите, но и можностите за манипулирање. Технолошкиот напредок е неверојатен и тој повлекува со себе информацијски развој кој пред 30 години или пред 50 луѓето не можеле ни да сонуваат дека ќе се случи. Ни да се гледаме сега тука на Skype, да зборуваме со некој во Австралија, во Канада, тоа било нешто сме мислеле дека е научна фантастика. Сега ни се случува и не само што се случува, туку е нешто обично, нормално, дел од нашето секојдневие. Значи, затоа веќе стануваат свесни од поодамна, но последниве години интензивно се зборува за потребата на медиумската писменост да се вметне во образованието за луѓето, односно децата, кои што се најранливи и најподатливи од причините кои ги кажав предмалку, а и нормално сте помлади, немате такво животно искуство, можете да паднете под различни влијанија на тие различни социјални медиуми кои, за жал, некогаш завршуваат за некои тинејџери трагично. Значи, затоа, нели, имаме се повеќе гласност околу тоа дека медиумската писменост треба да се изучува и во образованието кај нас. Не само во светот, каде што од 1980 година, нели, се веќе е актуелно и во документите на УНЕСКО и Обединетите нации и Советот на Европа се залагаат за една таква промоција на медиумската писменост. Рековме, значи, дека критичко размислуваме, ќе го повторувам неколку пати, затоа што, нели, повторувањето е мајка на знаењето и на учењето. Викаме, способно сме ги другото, да ги разликуваме медиумските содржини. Че кога ќе допре до вас некаква информација, треба да се прашаме дали сме способни да ја разликуваме она што го кажавме, точна, неточна, лажна, нелажна, манипулативна или не. Да умеат правилно да се читаат пораките. Оти, што сака да ни кажат со нешто? Некоја инфлуенсерка која е многу популарна и во моментот соопштува нешто и сите се залетуваат, шминкајте се вака и сите девојчиња, пардон, јас имам внука која веќе не е толку мала, но еден период, значи, ќе дојдат другарките дома, сите си, мене ми се идентични. Иста фризура, иста шминка, иста начин на кармин на усните. Аман, викам, во наше време, колку и да сме биле, нели, од сегашен аспект дека сме ние заостанати, модерно беше да си различен, да не си ист како другите. Сега гледам сите копи-пейс, ако немаш нешто друго што има или нема, проблем. Значи, тоа се пораки, а тие пораки дека таков треба да бидеш ги испраќаат одредени, нели, инфлуенсерки или познати поп пејачи, рок пејачи, народни пејачи, мислам на народна музика, што неретко во себе има и голема доза на кич. Значи, треба да препознаеме што тоа е нешто вредно, интересно и убаво да го превземеме, но не се. Пораките кои што се испраќаат преку медиумите во себе може да содржат и скриени опасности, потенцира Миронски. Медиумите, освен што имаат информативен карактер, тие служат и за едукација. Согласно на тоа, професорката Миронски истакнува, оти е особено важно луѓето, а особено младите, да ја знаат улогата и моќта на медиумите во општеството. Таа особено се осврнува на поимот лажна вест. Не е добро да се и се што постираме. Постирај тоа отпосле нешто. Кога завршила приказната, кога нема опасност некој да ве нападне од каков и да е вид, значи дали ќе влезе во станот, дали некој ќе сака, знае каде се движите, некој момче ви се удвара на вас девојките, мада какво време дојде и на вас момчињата, може момче да ви се удвара, се е, нели, тренди, и сега вие одите на кај дома, тој ве следи, ве прати
може да се доведете во многу непријатна ситуација. Значи, со страшни последици. Нема потреба луѓето да знаат се за вас. Значи, да, информации ќе постирате, ама дозирано. Зошто сите се да знаат? Не е секогаш тоа најупатно. И сега кога зборуваме за медиумска писменост, бидејќи не би сакале да ве оптовариме со многу теорија, која и не би била во овој момент полезна можеби толку за вас, подобро е практично да сватите зошто е важно да ги разликувате медиумските содржини и каков однос и став да имате кон нив. Често, верувам, се сретнувате со одредени поими. Лажна вест, фейк нюз. Сте го слушнале? Сте се сретнале? Сте биле во дел од некаква лажна приказка? Вечерва има таму и таму концерт, журка, па е лажна. Имало такви некои ситуации? Да. Значи, лажна вест. Трикот со лажните вести што има еден измислен дел. Значи, добар дел се вистините информации. И тој лажен дел е тоа што затоа луѓето, бидејќи има доста вистина во таа вест и точни податоци, и луѓето се навлекуваат и веруваат во неа. Ама едниот дел што е измислен, тоа е тој што е опасен. Викаме, значи, се базира на вистините факти, на неутрални ставови, ама нели содржината е точна, ама нешто има измислено. Тоа нешто измислено е тоа што е проблем. Како вие да го препознаете дека тоа е измислено? Тоа и како ние да го препознаеме. Не само вие дека сте млади, често и ние наседнуваме, ќе слушнаме нешто или ќе прочитаме и во прв момент вау, ефект, а потоа кога ќе размислиме, чекај бе, ова сепак не е така како што изгледа. Значи, секогаш проверувајте уште еден извор. Велиме во новинарството најдобро е да имаме 2 извора, ма тоа е минимум. Мора да се слушне и другата страна. Заборавив како беше на латински во моментот, тоа е стара латинска изрека. Но, значи, двете страни се секогаш важни. Мора да бидеме свесни дека секоја приказка има и втора страна. Уште една доминантна појава во медиумите и дезинформацијата, но која е разликата меѓу дезинформацијата и лажната вест? Тие се сите слични, но сепак има нијанси. Значи, тука викаме, имаме точни факти. Во лажната вест имавме еден факт што не е точен. А овдека имаме факти што се точни, ама се погрешно представени. Се вртат на воденицата на некој што сакаме во негова корист. Значи, дезинформираме од фактите со кои располагаме, правиме, нели, манипулација за да дезинформираме. И на тој начин, повторно, имаме една ситуација кога вие може да бидете збунети, да реагирате како што не треба или да имате одредени повторно последици кои нема да бидат позитивни. Значи, нецелосна информација се превртува, се извртува, дезинформира. Во медиумите често е застапена и појавата манипулација, како да ја препознаваме и што представува таа. Дезинформација, манипулација, повторно слична варијанта, ги имаме фактите, ама фактите ги толкуваме на еден невистинит начин или на неесоодветен начин, ги се толкуваат онака како се сака, се насочуваат во правец за да се верува, ги користат често политичките партии или одредени лидери, за да бидат, нели, во фокусот на интересот, јас сум тој, јас сум најпаметен, јас сум најфин, јас се грижам за вас, се грижам за државата, за татковината, всушност не се грижи за ништо. Значи, тоа е манипулација. И таа е многу честа, кај младите особено со се може да ве манипулираат. Значи, повторно, нели, како лесно брзо да се заработат пари, како да добиете 5 без да учите, сите шеми сум ги слушнала. Ама во пракса потоа многу ретко поминала или ни една не поминала. Ама знаеш како, сега онлайн полесно е. Ќе ни диктираат, ќе ни тест имаме, вака ќе направиме. Тој студира на финки, на другарот, братот, па тој ќе ни кажува задачите ги знае. Ама после излегува дека не ги знае тие задачи, па џабе се ослониле децата на тоа затоа што не успеале да препишат. Професорите, да ви кажам, толку од авион се гледа дали некој сака да изманипулира, дали нели од вас, бидејќи вие може да манипулирате. Дали сака да препише, дали не. Ако ви успева, значи ве оставаат тоа да го направите. Значи нема шанси да не ве провали некој,
дека нешто правите како што не треба. И че имаме манипулација од сите страни. Вие може ги манипулирате дома и родителите. Сакате да добиете нешто, да ви купат модерно е ова, она, патики, точак, ваков, таков, нешто. И се почнете манипулација. Значи, од најобичниот живот до највисоката политика. Затоа, повторно, сите информации што стигаат до нас, треба ги примеме со резерва, треба да се преиспитаме и треба да видиме дали ни е тоа во интерес или тоа ете еднократно ќе ни заврши може работа, ама дали треба долгорочно да се ослонуваме на такви начини на комуникација. Уште еден важен елемент во изучувањето на медиумската писменост е и поимот спин. Учениците се запознаа и со овој поим, со неговото значење и влијание во медиумскиот свет. Извртуваме вестите, ги извртуваме информациите, извртуваме тоа што сакаме да кажа за да пратиме манипулативна, она е различно од манипулацијата, ама е сепак еден вид нели манипулација, порака да ги минимизираме одредени факти во корис или во фаворизирање на други факти. Значи, нешто од некоја содржина, тоа што ни се допаѓа или сметаме дека тоа треба да го слушнаме, тоа го фаворизираме, а другото го минимизираме. Значи, точни се сите податоци, ама се извртени, испревртени и направени, спакувани во таква порака што е во интерес на една или политичка елита, или бизнис елита, или каква и да е група. Значи, не е во интерес на сите. Затоа, нели, критички однос кон пораките и ги преиспитуваме. Во сето ова, и медиумите имаме едно пристрасно информирање, кога повторно еден став се фаворизира неосновано, значи со точни податоци, имаме ситуација кога сакаме да некого ставиме на пиедестал, без разлика дали тој заслужува или не. Кои прашања треба да си ги поставиме кога добиваме одредени пораки преку медиумите? Прво треба да се прашаме, кој ја испрета, кој ја креира пораката? Од каде доаѓа тоа порака? Кој ја испраќа? Кој стои позади пораката? Зошто токму во овој даден момент ја праќа пораката? Значи, мора, дали има некаква позадина или не? Дали сите ја добиле истата порака или јас така само, или дали пораката што сите ја добиле, сите ја доживуваат на еден еднаков начин, или јас сум таа или тој што ја доживувам различно. Значи, да си поставиме прашања. Ако нешто ви е интересно, атрактивно, занимливо, сензационално, поставете си ги прашањата. Од каде оваа порака? Зошто сега? Кој ја праќа? Што сака да каже? Дали само јас ги разбирам тие прашања така како што треба? Учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев во Тетово се запознаа со поимот кликбейт, појава која што е многу честа низ медиумите. Миронски им даде насоки на учениците како да ја препознаат неа. Кликбейт значи кликаме и добиваме сензационалистички наслов. Односно, го кликаме затоа што насловот е сензационалистички. Не привлекува и не предизвикува да кликнеме. Така? И отвараме, може да нема наслов, може да нема ништо, никаква содржина, да е празно. А може да има текст, ама во тој текст, во таа содржина, тоа нема врска со насловот. Значи, имаме кликбейт е практично наслов кој привлекува внимание без содржина. И обично по веста што, нели, која ќе ни укаже дека станува збор, значи не може да е сигурно, но треба веднаш алармот да ни се нели вклучи. Чекај сега, што е ова? За штом имаме вакво нешто во насловот, може да е кликбейт. Тоа треба да се прашате. Значи, шокантно, леле што сензационално се случи синоќа во Тетово. Страшно во центарот на градот. Ужасно и слични такви нели зборови кои веднаш го привлекуваат вниманието на сите. Нели сите и ние одма шокантно и одма ќе притисне што е тоа шокантно да видиш и шокантно тоа ништо нема вонатре, празно или шокантно дека две коли се чукнале, ама се допреле само, нели, нешто така ситно, а направено е дека е кој знае што случајно. Значи да се привлече вашето внимание, но понекогаш може да има и одредени опасности во тоа. Дали слушнавте ли кој што, прочитајте дека текстот не го избришеме
итно и да се залетате, ама да има некоја порака која може да ве наведе на некои погрешни или неубави действија, да речам, активности, кои утре ден може да се одразат негативно на целиот ваш живот. И затоа, значи ќе повторам, сите овие содржини за кои зборувавме и за кои не зборувавме денеска, меѓутоа кои носат одредени односно сите имаат информации, но на некој начин сите имаат и одредени пораки, вие треба и мора со внимание да ги следите, да ги слушате и гледате, читате и да имате еден критички однос, не критизерски, значи не само заради така едноставно не чини или чини, туку еден критички однос, значи да размислите за таа порака што ја примате, дали е добра, зошто е пратена, што сака да ви каже, каква перспектива може да искреира или не.